Не се плашиме никогаш од нула да почнеме. Впрочем, таква и некоја звезда не следи и после банкротот ние повторно од нула почнавме и постигнуваме резултати кои што тие не може да ги постигнат со скапо платени кампањи од милионски суми. Значи, она што Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО ДПМН го ставаат дневно на Facebook, ние не го покриваме ни во цела кампања, меѓутоа кога ќе го видите ричот, ќе видите дека левица има многу поголем допир до населението и особено до младите. И тука е онаа партизанска предност која што ние ја имаме спрема другите. Партизаните, не заборавајте, предноста пред сите на теренот и беа младите. Токму тоа го има левица и токму тоа е светлата иднина за левица. Ве охрабрувам на следниве избори да не дозволите да ви искрадат како што не искрадоа на минатите парламентарни. Ке имате логистика од околните општини, значи од, како што ме информира, од Виница, од Берово, онаму кај што немаме листи, а тие луѓе гравитираат околу вас, тие луѓе ќе бидат ваша логистика со цел да покриете наблюдувачи, бидејќи страшно не покрадува на минатите избори, токму поради тоа што немавме наш теренски тим кој ќе го следи тоа. Очигледни се стегите на општество до каде имаат стигнато, посебно помали средини, како што е Делчево. Значи, колку е нашето општество всушност заробено, колку име на луѓето тешко да политички, фактички да се изразат. Значи, од една страна имаме огромен дел на поддржувачи, но да истапат луѓето им е многу тешко затоа што се дели. И од една страна се и врзани со работни места затоа што нашата економија буквално девастирана и државната економија останува еден од најголемите вработувачи. Од друга страна имаме и други начини на притисоци на закани и слично. И јас кога ве гледам тука, значи вие мора да разберете, вие сте фактички отпорот. Значи од вас ќе почне се. Неполни 2 месеци излезе јавен повик за вработување на лица во детската градинка Весели Цветови и дневен центар за лица со посебни потреби. Се работеше за 8 работни места. Верувале или не, потребни квалификации беа наведени емпатија и толерантност. Попрашавме кој е компетентен да ја оценува емпатијата, според која скала како ќе се рангираат пријавените кандидати и која е мерна единица за емпатија. И секако, како што предпоставувате, одговор не добивме. Ваквата пракса мора да се промени. За таа цел, левица во својата програма предвидува бирање на најквалитетните пријавени кандидати, елиминација на политичките врски при вработувањето и напредок во кариерата и враќање на критериумите на стручност, компетентност и професионални квалификации. Како пример за водоснабдувањето ќе ги наведам село Звегор и село Драмче. Во 4 години актуелната власт не оствари ниту едно ветување дадено на жителите на овие села, конкретно за село Звегор. 6 од 6 ветени, но не остварени. 100% нереализација. Со години жителите упатуваат апел и реагираат кај надлежните институции ова прашање конечно да се реши, меѓутоа среќен завршеток се уште нема.